Драги мои, ви посакувам добар ден и добре дојдовте го следите новото издание на Fairplay, во кое ви ветувам еден исклучително интересен разговор со исто такви гости, кои имаат вистински големо реноме на меѓународната ракометна сцена, а овој пат директно од светското првенство ги пречекуваме во нашето студио. Функционираат долги години заедно и се вистински добар тим. Во ова ќе се уверите доколку останете со нас на тел. Тие се најдобрата македонска судиска двојка со реноме кое ги позиционираше во елитното друштво на светската ракометна сцена. Dream Team, минус и плюс, македонски адути на најголемите ракометни мегдани. Од финалето на светското ракометно првенство во Стокхолм, директно во студиото на Fairplay, ги пречекуваме Славе Николов и Ѓорги Начевски. Денеска во Fairplay на мое големо задоволство еден одличен тандем, двајца луѓе кои долго време се пријатели, а и соработници и се меѓу нашите најголеми амбасадори кога станува збор за спортот и за ракометот. Можеби на успеси на нашата репрезентација годинава немавме шанса да се радуваме, но имавме и како голема причина да гледаме особено финале, затоа што истото го судеа нашите двајца реномирани судии, Славе Николов и Ѓорги Начевски. Па добре дојдовте во студиото од светско директно кај нас во студио. Така некако. Добар ден и добре те најдов. Ти благодариме на поканата. Фала ви многу што прифативте поканата. Предпоставувам дека уште некако треба време да се вратите дома. Што би се рекло, дали со добри впечатоци си доаѓате од светско ракометно првенство? Па, последно успешно одсудено финале, секако дека сме со позитивни мисли и енергија, така да за нас беше едно од поуспешните првенства. Се надевам дека тука нема да станеме, дека ќе идеме понатака. Ни останува европски надпреварувања сега, домашно првенство, така да ќе видиме како ќе се оствари таа цел. Олимпијада, завршена мисија, барем еднаш, Така. европско, светско и сега што следи, пензија? Европско светско, финале Final Four и пензија. Аха, значи само тоа недостасува? Само тоа недостасува. Така, Финале, иначе и афричко имаме финале. Исто оваа година, прошлата, одсудивме во Египет, така да само уште тоа останува на агендата. Значи имате сепак се уште мотивација? Ние секогаш имаме мотивација. Секогаш? И ако сме одсудиле финале, секогаш му велам на Славе, суди оваа утакмица како да ни е последна. Секогаш да се докажеш, секогаш да се покажеш, поготоа кога доаѓаш од овие простори каде што ние доаѓаме, секогаш ние мораме да бидеме предметно докажување дека сме најдобри. Да, секогаш одново и одново. Одново и одново. Па тешко ли било тоа низ годиниве? Се случило ли некогаш да размислите дека е доста, дека не можете да поднесувате веќе притисок, оценки и ова што пред малку го кажа, па ајде уште подобар да се биде, или никогаш не сте размислувале за откажување? Па кариерите наши се долги. Мојата од 91-та, неговата 94-та, па од 2005-та поштавме на меѓународна сцена, еве веќе 18 години успешно го тераме тој филм. Имало моменти кога сме сакале да се откажеме, сме викале доста е веќе не иде понатака, меѓутоа инатот тој наш македонски ни вика не се даваме, ќе им докажеме на светот дека сме најдобри меѓу најдобрите и ете се оствари тоа пак. Значи инатот не тера и понатака да судиме и мислам дека имаме желба уште. Секој што викаме ќе дојде јуни месец, дај Боже да заврши Сега сезоната. сме најдобри години, таман работа да се откаже. Ќе дојде јуни, дај Боже да заврши сезоната и после тој летен период ни треба повторно, викаме дај Боже кога ќе почне повторно септември месец. Така да има енергија у нас за уште надпреварување. Ми е мило што тоа го слушам. Сега, јас барем не можам да си објаснам како оние кои делегираат, кој ќе суди, особено на важни надпревари, одлучуваат кој во моментот е најсоодветен за таа задача. Дали има драстични разлики меѓу една и друга судиска двојка во секој поглед, не само квалитетот на работа, туку Има, како секако пакет? дека има. Ама повеќе фактори влијаат на одлуката конечно. Прво имаш оценки ти за секоја утакмица. Значи првен се вреднуваат сите оценки од одсудените утакмици на тоа првенство, кој е еден од битните фактори. Потоа неутралноста,
дали си неутрален, у смисол, нели, играат сега скандинавски екипи, ке да е македонец да су или некој балканец, нема да пушти некој што е комшија швеѓанец на данец и на норвежанец. Да нема пристрасност. Да нема пристрасност, условно речено, меѓутоа во изминативе години и тоа не беше. Секако треба си најдобар, да си комплетен, значи искусен, да знаеш како да истереш до крај и така натаму. Многу треба да си има и енергија и вистински добра конекција за толку долго време еден тандем да успее. Се случува ли некојаш да се скарате? Па у глобала не се караме, бидејќи ја сме плюс и минус. Јас сум поизбувлив, поенергичен, он е посмирен, меѓутоа последниве години можам да кажам дека малце обратно е. Он е нешто поизбувлив, јас сум... Да, секако дека сме се скарале. Меѓутоа тие се ретки моменти. Ама како изгледа? Страшно? Па Бога ми последно страшно изгледаше, да ти кажам Беше наискрено. момент тој дали ќе судиме понатака заедно или дали воопшто ќе судиме понатака или не. На светско првенство во Египет 2021 мислам беше. 2021. Да. И? Имавме одлично првенство, напредувавме. Подобро од судено здрави. Секој надпревар ни беше одличен, имавме најава дека ќе осудиме исто таму финалето. Меѓутоа се случија некои работи, мораше да се вратиме пред време дома. Он беше против, ја бев да се вратиме. И тука настана еден добар конфликт, така да тој момент беше пресуден. Се викање, карање, тоа. Судивме најакото четвртфинале меѓу Норвешка и Шпанија. Норвешка и Шпанија. Пошто утре ден таму мораше да патуваме за Македонија. Не правевме муабет 2-3 дена. Идевме на утакмица, ќутиме двајцата, не збориме. Ја му придов, му реков, слушај Ѓоко, што било. Ова утакмица да одработиме најпрофесионално, па од утре натака ќе размислуваме ќе правиме што ќе правиме. Тој момент беше критичен у нашата кариера, меѓутоа го пребродивме и еве успешно тераме и понатака. А како е кога еден од вас двајцата ќе донесе некоја одлука за која другиот не е сигурен дали била исправна, нели не може секој пат се да видите во исто време? Зависи од таголот. И сега знаете, меѓусебно да се изнервирате. Пример да му рече еден на другиот, аман бе, што свириш се или зашто свириш, што се случи, не знам. Да имате конфликт таму на лице место. Значи се случило, што свириш, не свириш, ја гледам ова, не ја гледам ова, меѓутоа глобала 80-90% имаме верба еден во друг, тама работа да не е така, и да досуди и он, и да досудам ја, и он ќе ми рече, бе, ова беше, пример, чекори. Викам, ако си ги досудил, верувам дека се чекори. Не ќам ни да помислам дека е нешто друго. Да. Значи, мора да си има доверба максимално. Има ситуација, например, кога он на една страна, преступ се прави на друга страна, или обратно, не е битно кој у поле му кажува на тој судија преступ е, пошто тешко е да се види од тој го. Мора да верува да го досуди, иако не го видел преступот, мора да му верува на колегата. Ако го има таа хемија која има, доверба, тогаш е вистински тим. Да. На стартот на светсково првенство се случи, односно низ медиумите беше објавен така наречен скандал, баш во овој тајминг. Медиумите во Данска беа тие кои потегнаа приказната и објавија дека имало местење на надпревари во кое што вие бевте прозвани. Тоа вие и колегите од Хрватска некако најинтензивно прозвани. ЕХФ потоа излезе со демант, така што да речеме дека сме на чисто што било или не било. Како вие ги поминавте тие моменти? Ме интересира дали ви се случи во тој момент ваши блиски луѓе и луѓе кои добро ве познаваат да ви се јават со сомнеш и да ви речат добро, навистина вакво нешто вие двајца сте направиле, сте местеле надпревари, се сомневаат ли луѓето во? Сега ќе ти кажам, значи прво данците се скандал мајстори, поготоа таа телевизија која тоа го објави, тоа се ба скандал мајстори и не им било прв пат, меѓутоа ние дознавме подоцна дека тоа не им било прв пат да објават нешто такво. Имало нешто и на првенството во Египет. Меѓутоа тоа толку скандалозно прозвучи као местеле надпревари, веќе и одма ги гледам насловите ке нас во Македонија, овие готово неосудени. Да. И нормално дека прво и ние прв пат слушнавме за нешто такво.
и на крај се испостави дека сето тоа поминало било нешто за некоја утакмица пред 7 години конкретно за нас во случајот, каде што ТКФ и од полицијата веќе поминало, тој случај, да направиле и искочија луѓето одма со демант, одма ги демантира. Воопшто не ни сакавме да помислуваме на нешто дека меѓутоа тоа има многу фактори, многу ние сме колатерална штета у целата работа и не сакавме воопшто да игаме прашина ни најмалку. Знаеш, колку повеќе се правдаш, толку повеќе излегуваш крив. Имам еден пријател кој вели, вика, ако сега ќе бидам и малку вулгарен, ако фрлат вика на тебе, вика со извинување, и ако сакаш вика да ги тргнеш, само ќе се размачкаш. Пушти вика се излужат и ќе паднат сами од себе. Така и во овој случај. Од нашите најблиски секогаш имаме не најголема верба и ова, прво луѓето што не знаат нас, а не знаат многу луѓе, поготово мене, знаат со какви луѓе и со какви личности имаат работат и знаат дека што мислиме ние за сето тоа, што мислиме за кладењето и за све, и тие што ме знаат дека у животот едно ливче неам напишано у оваа средина што знаеме кај нас како, а не повеќе. Дали ве нервира ако некој дури на шала ви ја спомене таа тема, уште сум на темава, во смисла, па лесно ви вас суди, ќе си наместите надпревар, ќе си заработите пари објективно на маса или било каде, овие разговори муабети ги слушаме сите. Знае ли некој да ви изнервира на оваа тема и да се обиде на тој начин да разговара со вас дека сигурно местите надпревари, нели судиите важат за местачи под дефолт? Па еве, самата таа данска телевизија е сведок за тоа дека провоцираат нонстоп на таа тема. Меѓутоа, целата таа афера што ја направила, симптоматично беше зашто само нас два пара не спомна од тие што ги најавуваат неколку 8-9 пара што биле спомнати. Се увиде дека има некоја цел на самото првенство да не елиминираат у старт. Оцрна за да не можеме да судиме некој финал или повисоко, ама на крај се виде дека сето тоа е или доколку не играат, тоа нема суди да судат таму. Значи све е со некоја цел, затоа што тајмингот е многу специфичен. Тоа било пред 7-8 години, имале време да го објават и претходно ако имало нешто. Они баш го чекаат тој момент да направат некоја афера голема, меѓутоа добра, и знаеме нели новинарите сака да се пишува, се чита, па да се клика, па пари да се прави, па и да ги тужиш, има и што да дадат, не е никаков проблем. Меѓутоа новинарите не може да им ја затвориш устата, не може да кажува. Тој пат да пуштиме тужба, меѓутоа добивме совети од адвокати дека се уште е рано, дека паметна е телевизијата, пошто они не обвинуваат, него само кога пренесуваат некои информации. Да, некој извештај кој беше така. Да, се заштитува. Ќе видиме како. Како и да ЕХФ постапи, ве заштити вас се со цел да вистината јавноста да ја знае, нели? Јавноста да се знае, онма експресно излегува со образложение, затоа не ни сака. Мене, јас пак ќе речам, не ме нервираат нити данците, нити скандинавците, ни други. Највеќе бев изреволтиран од нашиве, тука кај нас, тако експресно, такви наслови, одма ги фатиле, местеле. Првен треба да прочиташ што е пишано, дека има сомневање за некој надпревар пред 7 години. Меѓутоа, тие луѓе... ради начинот на кој што беше пласирано. На кој е пласирано, така е. И одма не осудија нашиве, еве ги, да, стварно такви, само чекаат да дочекаат нешто да тоцрнат. Меѓутоа, ни тоа не ми изненадува ако можат за еден Џоковиќ, тоа е за мене врв во кариерата на еден спортист, човек и што уште не, на секој можен турнир, на секој може се обидува да го оцрнат, што останува за нас? Ние сме колатерална штета, ни најмалку не се... Џоковиќ, убаво што го спомена, затоа што еден пример како човек може да издржи и да надмине многу нешта, нели затоа сега бе и тие емоции, бидејќи успеа да сам на себе да си докаже до каде може да оди пред се, а потоа и на другите, но видовме и така добри пцовки. Видео каде што сега тоа, дали вие пред се смеете и дали тоа го правите во текот на еден надпревар? Не е етички, нели, не е убаво, меѓутоа нашиот темперамент, а и мојот темперамент се случува некогаш и да ги опцујам и да бидам постар и да бидам што не го оправдувам, нели, меѓутоа тоа е дел од мене. И тогаш може да добиеш казна, на пример? Па, ако забележат дека таман работа, секако дека може, меѓутоа. Надвор поретко се случува. Тоа обично кај нас на домашните терени, пошто сите не знаат, сите и ги знаеме кои се во публика и кога некој ќе топцуе ти доаѓа да му вратиш, и некојаш му враќаме. Па сега кога казнат, нека казнуваат. Секакви ситуации има секакви ситуации, нормално.
уште малку за финале сакам, реков кога дојдовте, Хансен, Карабатич. Хансен и ностоп, Хансен и Карабатич, и ние некако имаме трауми веќе од нив, иако мора да признаеме дека се светска класа. Мене ме интересира, мислите ли дека наскоро, сериозно, ќе има промена на таа сцена каде што долго време гледаме едни исти имиња како доминираат? Па за Франција мислам дека Карабатич дека му беше последно првенство, предпоставувам. А за Хансен мислам дека ќе игра уште. Да. Мислам дека има он енергија за повеќе, а Карабатич се виде дека во финалето не е тој као што беше у минатите години. Ние им судиме и на двајцата што се вика од кога почињале во ракометот, така да ги знаеме целиот нив тек на кариерата, така да мислам дека ова првенство им беше едно од последните. За Карабатич мислам последно. За Карабатич сигурно е последно. А Хансен мислам дека ќе игра уште една. Може би уште едно-две, меѓутоа се виде во финалето дека и он веќе нема енергија и дека не може, дека повеќе се извади на искуство отколку на физички предиспозиции. А новите момци газат позади, тука е Питлик, тука е Жизел, значи тука се Менсах, се покажа Лауге, значи газат позади, нови имиња тек до прва доаѓаат, исто и во францускиот тим. Значи тука имаш едно 5-6 нови деца кои се одлични. Секој првенство имаат по 2-3 кои ги подмладуваат, така да само малку време им треба да станат суперстар. Национална стратегија, работат со млади категории, постепено си уфрлаат во сениорска. За нив не е проблем за еднината. Ете, тој истиот Питлик кој е сега и еден од најдобрите играчи, 3 години живеел во Скопје, значи за него му било императив своевремено да игра во Вардар. И такви, значи треба да имаме њух да ги препознаеме такви играчи да им се дозволи, им се даде, да им се даде шанс. Добро, секако сакам да ве прашам за нашата репрезентација, за оној статус кој што ние сепак го имаме на меѓународната сцена, благодарение пред се на одредени поединци кои како такви во клупската средина оставија белек, оставија печат, не знаат, сепак не знаат на меѓународната сцена. Слушнавте ли, имавте ли директни разговори од луѓе што коментираат за тоа дека сега нашето издание е многу поразлично од некои минати времиња? Факт е непобитен, што мораме да го признаеме, дека македонската репрезентација е една од ретките која се квалификува малтена на секој европско и светско првенство. Што не е за подценување. Тоа е далеку за подценување, поготово од една мала држава како Македонија. Во екипен спорт. Значи тоа не го направил нити фудбал, нити кошарка, ниту било кој друг екипен спорт, освен ракометот. Тоа е една страна. Сега, друго, значи за изборот на играчи, за тренер и за останато све што го видовме после, може да се полемизира и треба да се полемизира, само се со цел за да се иде напред. Јас и тоа го кажав и претходно, значи за Кирил Лазаров како играч и како човек секоја чест. Меѓутоа како тренер е се уште млад и бос за да ја води нашата репрезентација. Тоа е мое мислење, тоа не мора да значи дека јас сум во право, а друг не е во право. Јас секогаш велев дека секогаш поред себе ти треба некој искусен да го изучи занаетот и после никој нема никаков проблем таква величина име како Кирил Лазаров да ја води нашата репрезентација. А секако пред првенство ја правиме најголемата грешка. Секогаш идеме со бомбастични најави, ние сме сега Норвешка, играме норвешки ракомет, скандинавски, ќе ги добиеме Норвешка, дојде Норвешка, изгубивме 10 разлика. Сега утре ќе ги тепаме Холандија, дојде Холандија 10 разлика не тепаш. Сега не ја тепаме Холандија, Аргентина ќе ја тепаме. Дојде Аргентина, мислевме дека е светскиот шампион во ракомет. Затоа секогаш велам не треба се залетуваме. Треба да бидеме задоволни, да искочиме, да бидеме доблесни, да кажеме. Дечки, имаме подмладување на генерации, успех е што сме квалификувани на ова светско првенство, имаме процес од 4 години, каде што треба да се покажат и докажат младите деца, све што е плюс е бенефит за нас како репрезентација. Тоа е моето мислење. Дека ни недостасуваше малку поголема објективност пред се, така, тука кај нас. Нешто би додал или го делите исто доволно? Добро, прифаќам. Кога говориме за искуство и нели она да се оди поред, тоа е ист пример или случај и со вас. Сте стартувале тука на нашите домашни надпреварувања, каде што сликата и атмосферата е многу поинаква од овие каде што сте сега. Знало ли да биде многу тешко, во смисла да имате сериозни проблеми со публика?
причини или желби за физички пресметки. Навреди кои што ги надминуваат сите граници е човек тешко да ги игнорира. Имало ли такви ситуации? Многу. За да дојдеш до ова висина, па мислам и као спортист и као се мораш да почнеш многу млад. Ние почнавме од своји 15 години за да дојдеш на оваа висина кај што сме сега. Значи, текот на сите тие години мора да ги пројдеш сите фази на развој као судија, како играч, као тренер. Као што кажа Ѓоко, не можеш одма да бидеш тренер на топ селекција или не знам на што. Мора да го пројдеш тој пат Исто, на години. не сме можеле одма финале да го стекнеш тоа искуство, као што кажа ми пред емисијата, значи за да дојдеш до едно финале или да дојдеш до едно светско првенство, сигурно ти треба 10-15 години да судиш национално првенство, па и во тоа национално првенство си има критериуми, фази како да се развие еден судија од најниска лига, тие пионерски, па кадетски, па младински, па прва лига, женска лига, за да дојдеш во таа највисока суперлига, па да судиш толку години у таа суперлига, па да дојдеш на меѓународно ниво, па таму пак си има фази некои па после на светско ниво. Значи и за секој спортист истото, и за секој тренер истото, па и за секој екипа као колектив. Секако имало такви ситуации низ надпреварите, потешкоти, некои биле лесни утакмици, меѓутоа таа фаза не смее да се прескокне. И кога ќе се имало многу. Да. Кога ќе се прескокне, се случуваат такви неуспеси. Да, па неподготвен практично одиш некаде таму и потоа е потешко да се снајдеш, нели? Па тоа е проблемот и со младите судии, и со младите играчи во моментот. Знаеш, сака да прескокнат многу скалила и да мисла дека за 2 години може све да направат. Не може. Мора време да помине за да го остварат тоа што сака да го остварат и да дојде нивното. А на секој му доаѓа времето, порано или подоцна. Да, порано само треба можеби да се искористи шанса. Немаше толку влијание од социјални мрежи, а сега сите на социјални мрежи гледам идеален живот. Вклучи карабатиш, се му е супер, супер јаде, супер се одмара, ама не гледаме колку тренира, на пример. Зашто не сме постојано со него колку трча и колку дисциплинирано функционира. Затоа е сега најтешко да се суди, затоа што има многу порано имало една камера, уште една камера и толку, немало ни касети, па дали ја гледал некој такмицата, ќе се бунат само ние што биле присутни таму. Сега од социјални мрежи и снимки и снимки една работа да имаш, сите знаат. Во рекордно време. У самиот момент кога си ја направил грешката, веќе цел свет сите знаат. Затоа треба да бидеш уште посигурен, поискусен, попаметен, за да знаеш како сето тоа да го менаџираш, да го менаџираш. Имало ли грешки кои што сте ги направиле? Сигурна сум свесни сте дека сте ги направиле нешто погрешно досудено или ненавремено или недосудено воопшто, а потоа да ве мачело долг временски период, што би се рекло не можам да спијам затоа што направив катастрофална грешка. Пред секој надпревар, значи ние си имаме некој концепт како ќе почнеме надпреварот. И секогаш викаме што и да се случи, било која грешка, дали он, дали ја, не е битно тоа, значи нема задржување на тоа. Одма друга ситуација, продолжуваме затоа што ако се враќаш на тоа што си погрешил, паѓаш се од поголеми грешки или од компензација во компензација. Сакаш да искомпензираш, да даеш и на другата страна, на пример, таму кај што си сгрешил и влегуваш од грешка во грешка. Го забораваш тоа, продолжуваш како ништо да не било. Само така можеш да се извлечеш од ситуација. Меѓутоа со тек на времето минимализирани се грешките, се сведени на минимум. Да. Вака, откако бидејќи прв пат лично сега ве запознавам, ми делувате на позитивни, весели луѓе. Ги гледавме дел од фотките каде што сте мртви ладни, сериозни. И Славе вели, ако не си таков, може да ти биде многу тешко. Важна ли е навистина толку таа гримаса, израз на лице, говор на тело, за да можеш да се справиш со сите кои ти си им крив? На терен ти си виновен. Значи, секој почеток мора да е сериозен. Со самиот тек на надпреварот ќе осетиш притисок, атмосфера, нервоза, дали прифаќа тоа што го судиш играчите или не. И мора да се поставиш на тој начин и ние како судиски пар како да се спротиставиме на тие нивни реакции. Некои прифаќаат со добро, со осмех, тогаш и ние идеме на тој начин. Значи се е психологија. Ако проба со лошо, мора у старт да го пресечеш за да сватат сите, не само тој што провоцира, него со таа реакција
целата екипа и другата знаат докај можат. Скандинавците се мајстори за тоа, они покушаваат цело време. Значи секој одлука он сака да те праша, да му објасниш. Да има Ова финале беше чудо. Данците беа толку Беа мирни, спремни, тактички за нас. Да, беа можда они мислеа дека ние саки и провоцираме за тоа што искочете од данска телевизија таква работа и они беа можда припремани. Внимавајте да не, меѓутоа они си имаа супер си професионалци, имаа супер судење и видоа дека е така и цело време и утекот на надпреварот имаше и смеење меѓу нас и све. Беше фер, а сакам ова да го кажеме само дека добивте пофалби, ајде така да кажеме, и од фанови на ракометот, нели? Официјални пофалби. Фанови на ракометот во Данска за вашето судење. Предпоставуваме убаво човек тоа да го добие како признание, пофалба, порака. Значи сите што разбираат ракомет, да има многу луѓе во Данска кои разбираат ракомет и имаме и 2-3 ментори и нашиот прв ментор е од Данска, така да од нив имаме најголеми пофалби и тоа за нас е најмеродавно и највалидно. Кога они велат веќе дека не дека сме суделе одлично, дека веќе сме легенди во судењето во светот. И тоа за мене и за Славе верувам најголема сатисфакција. Дека сме вовеле некој нов импулс во самото судење, наш стил посебен што се одвојува од другите. И дека во последните 10 години сме без конкуренција. Браво. Браво да ги добие човек од луѓе кои се во таа фела, во таа бранша, значат нешто во ракомет. Да, кои имаат авторитет. Така. Многу брзо ми лета времето. Не само играчите, тука си селекторите или тренерите, многу важна улога имаат во ракометот, сте и блиску, и повеќе од блиску, така што имате често конверзации, некој пати конфликти. Кој е според вас можеби најголем, ќе го потребам тој израз, господин на ракометниот терен, а со кого сте имале најнепријатни ситуации? Без разлика дали тренер или играч. Еве ќе му оставам на Славе, пошто он и од страна ги гледа работите некој кои сме имале конфликт. За мене најголем господин е селекторот на Исланд, Гудмусон. Значи и порано на Данска, како се викаше, со научарите. Да, ќе ми текне ми се. Значи за мене тој е најголем господин. Победил, изгубил, знае да дојде секоја час. Ама не со секој таков, мораме да напоменеме. Со нас конкретно збориме. Значи Гудмундор Гудмунсон. Да. За мене еден од најдобрите тренери во свет. И треба да се размислува на таков тип на тренер што би дошол и на нашите простори, што би пренел знаење од тој скандинавски ракомет, па и да учиме од таков човек. Тоа не е срамно. Не е срамно. Апсолутно. А кои се најизбувливи можеби и дури играчи се случувало ли да бидат безобразни? Пример, да не очекуваш дека некоја спортска величина од тој тип ќе дојде и најбрутално ќе те навреди или сака да се пресмета со тебе без разлика што цел свет го гледа во моментот. Има? Имало секако дека имало многу ситуации. Меѓутоа глобала ние како балканци сме потемпераментни и знаат да повеќе изреагираат, дали тренери, дали играчи. Меѓутоа темпераментот и ние го имаме, така да знаеме соодветно да возвратиме. Кажи ја твојата страна на приказната, ми интересира сега, во моментот, во какви односи сте со Веселин Вујовиќ и со Лино Червар? Со Веселин Вујовиќ сум во одлични односи. Имаме и заеднички пријатели, и приватно кога и да се видиме, се почитуваме и се дружиме, така да е со Лино после утакмицата финалето од 2020 година после одсудени чекори на Карачич, не сме имале прилика да се видиме, иначе глобала секогаш сме имале коректни, јако знаел и да не навреди, и да не брецне, ние сме знаеле, у глобала сме имале коректни односи. Да, и голем психолог, знаел и на надпревар како да постапи со секого, тоа секоја чест, Значи за нас секој што го кажуваме дека добар тренер и добар селектор, тој што ќе ја припреми екипата да игра, познавајќи ги судиите како ќе му судат. Значи тоа е многу добар психолошки момент, затоа што ако ќе знаеш кој суди каква игра дозволуваат, кој карактер на луѓе се, подруго е. Еве, например, судиме ние финали, знаат Ѓорги и Славе судат, они дозволуваат малце помашка игра, меѓутоа не дозволуваат зборење и така натаму, и он си се припрема за тоа и ќе намали некое исклучување, некое... А најголема грешка на тренер, која ќе се насочи и цела енергија ќе ја пренасочи на судиите. И цело време влегува во конфликт со судиите. Не ја гледа играта на својата екипа и на противникот, него нон-стоп со судиите. И тука рачунете дека е завршено такмицата.
Ниеден судија нема да подлегне на притисок на тренер. Иако они мислат дека тренерите ќе направат притисок. Прават моментално, ама тоа му се враќа на негативна ситуација. како бумеранг. И ќе си ја изгуби утакмицата, што направил ништо. Треба да си стратег, психолог, како да поставиш и сам себе и екипата и против судиите, и против екипата. Тој момент треба да се научи. Да, чува беше таа изјава на Черварли, ќе играме сега против судиите или играте негова? Само Червар може да каже. Имаме една таква случка, судевме тогаш Металург со Веспрем пријателска утакмица и им кажува на играчите на тајмаут, на тајмаут, нападнете ги сите судиите, значи не може сите да ве исклучи, демек нападнете ги. И не напаѓаат и добиваат тоа што добиваат и губат, и имам случај. Само знаеме што им каже. Сега можда и ќе добиеш, ама кога ќе ти треба, ќе изгубиш. Тогаш таа одлука ваша ќе биде, да. Па така, значи. Паричката има 200. Тоа иде на телевизија, се слуша, знаат луѓето, слушаат, се припремаш и ти против него, не е баш така он како што мисли. Не е толку наивно. Не е толку едноставно. Бидејќи вие рековте не се откажувате, имате уште предизвици, тоа ме радува. Сепак сакам да знам дали ќе има такви кои ќе ве наследат. Значи, дали имаме сериозно нови помлади суди кои се талентирани, ја сакаат доволно оваа работа и имаат време во поглед на годините да го достигнат тоа што вие успеавте да го достигнете. Значи, у моментов имаме 6 меѓународни пара, што за Македонија е премногу, од кои 2 веќе сме ќе кажам судиски постари години. Значи, ние уште 2-3 години имаме да судиме, после се тука од Битола, Митревски, Тодоровски, и они се 44-5 години од прилика. После имаме помлади суди, Металари Николовски, имаме Божиновски, Начевски, сега постана ИХФ суди, они имаат пред себе голема, Илиевски, сто од Битола се млади, талентирани суди. Значи, има кој позади нас да го проложи патот. Секако дека ние и нашите синови ги спремаме за да го настават. Вашите синови се судиска двојка? Сега, да, веќе 3 Тоа е трета генерација веќе. Пошто татко ми имаат строги судено сте заедно. многу према нив. Па у моментов да. Сигурно им е тешко. Не верувам дека им е едноставно. Јас сум построг. Ама затоа избегнувам да идам на надпревар и да почестувам. Како што ние сме учели од постарите генерации, татко му Маријан, татко ми Камишевски, Металари, Николовски, една цела плејада на суди, така да и ние оставаме пат и наследници позади нас. И мислам дека ако сите се паметни и слушаат совети и се консултираат, дека имаат голема шанса да напредуваат во кариерата. Значи, вие двајца сте расположени, тоа ми е многу важно да помогнете, секогаш. да пренесете знаење. Значи, ако не е показател дека ние имаме 6 или 7, тука ќе ги споменам и Кркачев, Колески, кои моментално само паузираат и тие се меѓународни. Значи, ако тоа не е показател за Македонија со 7 меѓународни судиски пара, а за илустрација, Шпанија 2, Франција 2, Германија 2, и да не ти објаснувам кои други, значи тоа е најголем показател за нашата работа. И да не женскиот пол, исто имаме меѓународен судиски пар, Карвевска Илиева, што долги години судат квалитетни надпревари, лига, шампиони на европски првенства, исто така се застапени. Плюс тоа имаме помлад женски пар, кои се ЕХФ кандидати и они судат во националното првенство тешки надпревари. Имаме Young Referee Project, што се... никогаш не сме биле себични, сега ако продолжи, никогаш не сме биле себични да го пренесеме нашето знаење и да им дозволиме на некои помлади да дојдат до соно што си го замислиле. Секој треба да се мораме да го споменеме и голем успех има и мојот татко Драган Начевски, кој е шеф на суди во Европа и покушава на секој можен начин за судиите од овие простори да им се даде шанса да испливаат таму каде што им е местото. За да бидете успешни во ова што го сакате и го работите професионално, има многу други околности, затоа што сте фамилиарни луѓе, имате и деца кои бараат време и внимание, и сите најблиски. Им било ли нив тешко да го издржат до сегашниот тек на вашата кариера, а ви било ли вас тешко, затоа што подразбира пред се многу отсуство од дома, а потоа и се останато напор, енергија? Ако се нема разбирање пред се од семејството, од фамилијата, од жената, од децата, не можеш да или нема да функционира семејството, а треба да се подреди само на пошто нас ова не е ни професија, ова ни е хоби.
Значи ова ни е хоби, бидејќи мора и да работи за да можеш да живееш кај нас. Тоа е неминовно. Меѓутоа поддршката од најблиските, од фамилијата е од пресудно за да има успех и на нас како суди, како родители, како све. Без взаемно разбирање нема ништо понатаму. Добро е што не знаат дека пред да влеземе во брак сме го работеле. Суди и тоа, и они го прифатиле тоа. Секако дека е тешко некогаш, вака поготово по 23-4 дена кога сме надвор. Ти недостасуваат едноставно. Точно така, меѓутоа тоа е животот, мора тоа да се сработи, продолжуваме исто темпо, они се свесни на тоа. Секогаш има плюс и минус во секоја работа. После добри успеси ве пречекуваат ли како спектакуларно или некако посебно, знаат ли да ви приредат по некој пат изненадување за добре дојде? Па заслужувате. За добре дојде секогаш ни приредуваат. Најпрво те пречекуваат едвај, значи гледаш радосни лица кои едвај чекаат да те видат, значи со искреност и стварно дека е тоа така, не се пластични или дека се преправа дека е тоа така. После ќе ти спремат све што највеќе си со одрекно пример пред секое првенство ние се спремаме на диети си вака така трчања. Кој ќе доеш дома едвај чекаш да дојдеш, омилените јадења ти се спремни тука. Те пречекуваат децата, жената, нема ништо поубаво тоа за мене. Тоа е најтешкиот дел од цела работа. Диетата и спремањето за првенство. Тоа не убива. Нема повеќе. Добро и за респектот што сепак и на оваа возраст се уште сте дисциплинирани и одржувате добра кондиција, добро здравје, тоа е и добро и за вас генерално. Ако не сме дисциплинирани, нема да бидеме таму каде што сме, бидејќи еднаш да не истрчаш или да не успееш во тоа, готово. Не ти простува, никој не те чека. Втора прилика нема таму. Добро, ви благодарам многу. Јас уживав во разговорот и мило ми е што откако се вративте од светско прифативте толку брзо да дојдете кај нас во студио. Ќе посакам уште многу успеси во иднина, па во некоја следна прилика би сакала да дојдете заедно со младите сили. Да слушнеме така заеднички што ќе имате да кажете, затоа што верувам дека и таа комуникација е интересна. Ви благодарам. Ти благодариме и на тебе за поканата и се надеваме дека повторно ќе гостуваме во емисијата. Да, тука сте добре дојдени, се гледаме во следна прилика. Се надевам и нашите гледачи дека ужива ова попладне како што уживав и јас, затоа што реков, убаво е чувството да имаме ваков тип на амбасадори на меѓународната сцена. Веруваме дека и во иднина така ќе остане. Нови теми поврзани со спортот, кои што целта ни е да ве мотивираат и инспирираат, ви подготвуваме и за следниот викенд. Се гледаме во недела 16:15 на тело.